Не ја раскрчмија државата политичарите во еден ден. Не, тоа трае многу децени и лека по лека, дел по дел се приватизира и се дозволува да падне во рацете на приватниот капитал. Така и окрупнувањето на државните капацитети не може да се деси во еден ден. Но потребно е конечно да тргнеме во таа насока. Ние сега веќе не транзитираме никаде. Значи транзицијата е готова, ова се резултатите. Тоа е тоа. Ако сме задоволни со ова, ќе продолжиме во таа насока. Нашата логика е спротивна. Еве ќе ви дадам една ексклузивна информација тука во емисија. Има реална можност да се случи приватно јавно партнерство за КХС со австријски капитал. Веројатно во 90-тите вие кога сте биле градоначалник некој велел како може тоа се приватизира. Да, се приватизираш и сега веќе го немаме. Така ќе биде и со Дрисла, така ќе биде со КХС и на крај и водата, кој е единственото нешто мислам што ни остана, и тоа ќе се обиде да го приватизираат. Ние само треба да избереме дали во октомври ќе продолжиме понатаму по патот на приватизирањето и на ситнењето на тоа што може како услуга да го даде градот. Ние пробуваме да ги представиме како некои гениалци, алтруисти. Не, тоа се едноставно бизнис тендер шемаджии кои ќе ги продолжат бизнис тендер шемите кои ја цицаат крвта на обичниот скопјанец. На обичниот скопјанец кој веќе нема услови своето дете да го прати во средно училиште со функционален јавен превоз, не може тој да отиде на работно место со јавен превоз и на кој цело семејство живее во еден нечист град.